Назад сме во студиото, веќе Зоран Бајовски, директорот на Дирекцијата за радијациона сигурност. Погледам, затоа што во најавата ја го промашив правиот термин на институцијата. Добар ден. Добар ден. Јас пред неколку дена дознав дека има ваква дирекција и претпоставувам дека ќе биде интересна за разговор да ми откриете што е ова, а вие веќе постоите повеќе од 20 години. Да, дирекцијата е основана, започнува со работа на 5 мај 2005 година. Година ни беше 20 годишнина, но дирекцијата има континуитет, односно во минатото делови за радијациона сигурност и заштита од ионизирачко зрачење биле дел од други институции. Во делот на Министерството за животна средина постоела канцеларија за заштита на животната средина од ионизирачко зрачење, а инспекциите биле дел од санитарниот и здравствен инспекторат во Министерството за здравство. Сега си е посебна институција. Да, во 2002 година почнала целата постапка. Тогаш канцеларијата во Министерството за животна средина добива насоки од Меѓународната агенција за атомска енергија за потреба за формирање на независно регулаторно тело, владино тело, поради, знаете, во минатото имало недоволен број на апаратура, медицината не била напредната. Со зголемувањето на апаратурата во медицина и во индустријата кои што користат рентген цевки и природни извори на ионизација, Агенцијата за атомска енергија сака да воспостави контрола, мониторинг и да добива извештаи за сите земји од регионот. И тогаш почнува целата процедура за формирање на овие независни регулаторни владини тела, се со цел за подобра контрола, мониторинг и извештаи спрема Меѓународната агенција. Што вела тогаш податоците? Како вие како државна институција се грижите за заштита на граѓаните? Основна дејност на Дирекцијата за радијациона сигурност е контрола на увоз, извоз на радиоактивни материи од нашата држава. Добро. Контрола на сите здравствени установи кои што имаат рентген апарати, акцелераторски цевки или отворени извори за зрачење и сите правни субјекти во индустријата кои што ги поседуваат истиве апарати. На бројка колку се тоа што имате? Значи ние на годишно ниво имаме околу 200, минатата 2024 година ни е 237 лиценци и дозволи, од кои што се пријавува секој транспорт на радиоактивен материјал од индустријата. Пример, ако правниот субјект се наоѓа во Скопје, треба да изврши некоја работа во Прилеп, должен е со закон да не извести нас како регулатор. Дека дистрибуира? Не, дека ќе го движи, тој извор се движи, потребата е во Прилеп и тој од Скопје на ден 8.5.2025 во период од 11 часот ќе извршиме транспорт на извор тој со таква активност. Сите тие работи мора да бидат набројани. Ние како дирекција преку инспекцијското тело кај нас го задржуваме правото да го провериме тоа. Го следите? Да, го следиме. Го чекате таму од таа точка до точка Б, каква е процедурата, тоа ме интересира. Го следиме цело и го следиме нивното чување. Односно адекватни услови за чување и складирање на тие радиоактивни извори. Во однос на користењето? Во однос на користењето, во добивањето на лиценци, они се должни да ни достават документ за едукација и обука на лицата кои што управуваат со тие извори, како и мерење од техничките сервиси за дозата, максималната доза што може да испорача изворот и персонална дозиметрија за секој кој што управува работи во таа зона на ионизација. Значи мора да носат лични дозиметри кои што се подлежат на мерење еднаш месечно. Извештаите ги добиваме и ние како дирекција. Имаме 4 сервиси, од сите 4 сервиси ги собираме мерењата на месечно ниво. Најпластично, најлаечки кажано, сите сме биле на некаков рентген, на некакво снимање на стоматолог. Колку тие рентгени се опасни или може да штетат? Нели велат, ако дете на пример оди на рентген да снима нога или рака, не дај Боже, родителот чека надвор, немојте вие да бидете во просторијата. Што ако сум? Не е опасно за еднашка, бидејќи
медицинската оправданост, доколку дојде совраќајка има потреба да се снима пациентот кој што има политравми. Па и за вработените кои што се внатре, нели? Вработените се надвор во контролирана зона на ионизација. Аха. Значи никогаш во друга просторија во друга просторија, затоа се добиваат тие лиценци и дозволи дали просториите ги исполнуваат условите. Пред да добијат лиценцата мора да имаат направено амбиентално мерење со максимално дозволени дози кои што може да се испорачаат внатре. Значи персоналот е заштитен максимално, а и пациентите дозата која што ја приемаат не е тоа страшно, не е страшно во граница на нормала за медицински потреби. Бидејќи ако земеме ние зрачењето и ионизацијата се користи и во добротворни цели, односно во лечење на тумори. Така. Негативниот ефект, условно кажано, од ионизацијата која што врши, го користиме за уништување на туморските клетки. Тоа е во делот на радиотерапија. Сите институции имаат и оние врати кои што нели покажуваат за метал, колку тука има зрачење. Нема кај. Таму на нема? Аеродроми, значи тие се занемарливи дози кои што не подлежат на лиценцирање. Ние добиваме документ, тие се многу мали дози кои што се занемарливи. Така, бидејќи сум видел како жена која што е времена трудна, полицаецот или овластеното лице, да не поминувате таму, виќе сте во таква состојба. Да не изложуваме на ризик дополнителен. Но за сите нас, кога поминуваме аеродроми, безбедни се на сите аеродроми, тие се универзални детектори. Нема никакво штетно влијание од тоа? Нема штетно влијание. Занемарливи се дозите. Да. 150 контроли, рековте дека лани имате направено, кај добар дел од нив се утврдени неправилности. Тоа ве праша и дел од колегите на пресконференцијата која беше пред 2 дена. Какви неправилности се утврдени? Купно се направени 224 контроли, 151 се редовни контроли. За редовните збориме, да. Во редовните контроли неправилностите се кај 61 лице, но не во надминување на дозволената доза. Значи дозите за зрачење се во ред не пријавил дека ќе дистрибуира нешто во не, неправилностите се во делот на документација, бидејќи лиценците се важечки 3 години. Добро. Но правните субјекти се задолжени еднаш годишно да вршат систематски прегледи на вработените кои што се, бидејќи систематските прегледи за вработени, професионално изложени работници се различни од остатокот на систематски прегледи за другите вработени. Подлежат на плюс испитувања за контрола на здравјето на работниците. Треба да ги прават тоа еднаш годишно, треба мерењата амбиентални да ги прават еднаш годишно. Некои од нив можеби заборавиле, не сакале, чекаат да помине лиценцата за да ги направат на 3 години. Неправилностите се во тој дел, односно немаат направено соодветен медицински преглед, немаат дозиметри, направиле промена на лица изложени на ионизирачко зрачење, дал некој отказ, не го смениле тоа кај нас, бидејќи ние имаме и список со сите вработени кои што имаат изложени контакт или допир, под така? Персонални дозиметри, ТЛД дозиметри за мерење на брзина на кои се институциите кои што ги користат лиценците, како се добива лиценцата? Во сите правни субјекти кои што вршат дејност со ионизирачко зрачење и извори на ионизирачко зрачење. Тука спаѓаат стоматолошки ординации кои што имаат рентген апарати, радиодиагностика, сите кабинети со радиодиагностика, радиотерапија, акцелератори, брахитерапија, нуклеарна медицина, испитување со технециум, со јод терапија, ПЕТ центарот и индустријска радиографија. Индустријската радиографија има во Скопје, во неколку фирми и низ други градови на Македонија. Се обидуваат да го изиграат законот при добивање на тие лиценци, не може се прават да матни игри? Дирекцијата е членка на ексим системот на царина. При секој увоз на нов апарат, добро, добиваат они спецификација за генераторот на струја, односно генераторот на зракот. Со тоа автоматски ги префрава системот дека мора да добијат дозвола и од кај нас. Ние како институција ги собираме тие документи, се прават амбиентални мерења, потоа инспекторите од дирекцијата вршат увид дали апаратот, уредот е исправно монтиран, дали се поклопува мерењата во Македонија со спецификацијата која што добиваат од производителот и се избегнува било каква можност за манипулација во тој дел.
Во однос на крајниот корисник мора да се знае кој е крајен корисник на уредот кој што и ние го ставаме на мапа. Според тоа изготвуваме извештаи и ги пријавуваме ние тие уреди во ИАЕА, во Меѓународната агенција за атомска енергија. тоа сакав да кажам, соработка со Меѓународната атомска енергија, активна членка Македонија од 94-та година. Каква е соработката со оваа меѓународна? Соработката со Меѓународната агенција е одлична. Меѓународната агенција помага на сите земји, членки на Обединетите нации. На кој начин? Преку донирање на опрема, значи целата опрема што ја поседува инспекторите кај нас е донација од ИАЕ, од Агенцијата за атомска енергија, и дел е донација од амбасадата на Соединетите Американски држави. Преку обуки за лицата кои што се, за колегите кои што работат со таа опрема, помош во делот на правниот дел во измени на закони, регулативи, за да го приближиме нашето законодавство до ЕУ законодавството. Од 2011 имаме соработка и со ЕУ канцеларијата во делот на закон за ионизирачко зрачење, радиоактивен отпад, нуклеарен немаме ние како држава нуклеарен отпад. И изготвуваме месечни, квартални и годишни извештаи до Меѓународната агенција. Во ноември месец имавме контрола од инспектори на агенцијата, се задржаа 2-3 дена, ги посетивме локациите што они ги избираат, што треба да се вршат мерење на тие локации и го споредуваат извештаот што сме го изготвиле ние до нив со фактичката состојба во моментот кога ги вршеле тие мерења. Значи некаква ревизија и од таа страна. Сега во март месец Македонија беше во Виена, во седиштето на ИАЕА, каде што рапортираше за изминативе 3 години што се што сме сработиле во нивните задачи што ни ги имаат дадени. И каква оценка добивме? Оценката ни е во законскиот дел добра. Имаме само една забелешка околу привремените складишта со извори на ионизирачко зрачење, дека треба да изградиме национален склад. Тоа е малце покомплексна работа и имаме соработка со ИАЕА во тојта. Радиоактивниот отпад го спомнавте. Колку од медицина? Колку со тоа се снаоѓаме како држава? Па за среќа ние немаме многу радиоактивен отпад, имаме од медицина. Добро. Најголем дел се враќа кога увезуваме, бидејќи ние не произведуваме радиоизотопи, немаме можност, освен 5 цетар кој што ги произведува за дневни потреби FDG-то. Остатокот од го увезуваме, во договорот за набавка ги обврзуваме да си го земат назад. Тоа ние таа контрола ја вршиме од пристигнување, дали ќе биде на аеродром, дали ќе биде по копнен пат. Тогаш ние го обезбедуваме тоа и да се врати соодветно. Од индустријата колку сме? Индустријата задолжени се самите правни субјекти да го складираат соодветно и вршиме контрола на нив и ИАЕА изврши контрола на нив. Ги почитуваат правилата? Ги почитуваат сите. И на пресконференцијата добивте прашање пред 2 дена во однос на што се случуваше со РЕК Битола. Зборуваме за големите капацитети како РЕК Битола и слични како неизе. Колку таму се вршат контроли и колку тие ги почитуваат правилата на игра? Значи Битола на територијата на Република Македонија има 12 мерни станици кои што мерат брзина на доза во реално време. Едно од тие мерни станици е во Битола. Дента мислам дека беше 28.4, да не шпекулирам со датуми, 28.4.2025 година од мерната станица во Битола измерени се 110 наносиверти на час брзина на доза. Што значи тоа? Што значи дека ако дозволениот природен фонд е од 70 до 120 наносиверти на час, тоа е во граници на нормала. 70 е минимално, испод 70 природниот фонд не може да биде, 220 е максимално. Што можеме... Тие се менуваат на дневна основа. Тоа од момент во момент. Во моментот на пријавување, мерењето било 110 наносиверти на час. Што можете као за крај да им порачате на македонските граѓани, колку се безбедни во она што го прават кога станува збор зрачењето и рентгените? Значи, граѓаните може да бидат безбедни, институциите ги почитуваат сите меѓународни протоколи за работа, услови, заштита на пациенти, заштита на животна средина, заштита на професионални изложени лица, така да во Македонија немаме зголемена радиација и нема потреба од страф. Но ако сметаат дека треба нешто
да добијат повеќе информации, слободно може да се обратат кај нас. Дали преку телефонскиот повик, имаме 24-часовен телефон отворен за помош, за пријавување, би ги замолил, би апелирал да не користат мобилни апликации за мерење на радиација, бидејќи тие не се точни, да не ствараат паника. Има официјална институција, сега знаеме кој е, како е и можеме да се обратиме. Да, слободно може да се обратат. Директор, јас ви благодарам што бевте дел од Студио 10 и што разјаснивме една тема која што не е така секојдневна во нашето општество. Ви благодарам за поканата. Поштувани, овде некаде го заокружуваме Студио 10 за четврток за 10 минути. Следуваат вестите на телевизија 24. Останете со нашата телевизија. Од мене пријатно.